Либерално-демократската партија на ден 8.5.2015 година поднесе кривична пријава до Основното јавно обвинителство Скопје против непознати сторители, вооружени лица вработени во Министерството за внатрешни работи, поточно во единицата за брзо распоредување, за сторени кривични дела, малтретирање во вршење на службата по член 143 од Кривичниот закон, како и кривично дело, мачење и друго сурово, нечовечно или понижувачко постапување и казнување по член 142 став 1. Исто така, осумничените сторили и кривично дело злоупотреба на службената положба и властување по член 353 став 1. Имено, на ден 5.5.2015 година, за доцните часови, влегле во библиотеката браќа Миладиновци во Скопје и без никаков повод и причина ги нападнале вербално, физички и насилно студентите кои биле присутни во библиотеката со изговор дека бараат демонстранти. При тоа повредиле со гумени палки неколку студенти кои во моментот се наоѓале во читалната, а сето тоа без повод од страна на оштетените. Со таквото действие, истите ги пречекориле службените овластувања, согласно Законот за полиција, Законот за кривична постапка и Правилникот за начинот на вршење на полициските работи. До денес помина точно една година од како ЛДП ја поднесе оваа пријава, меѓутоа обвинителството воопшто нема преземено ниту едно действие по истата. Со оглед на тоа, дека обвинителството во Република Македонија, под капата на Зврлевски, е единственото политичко обвинителство кое работи под инструкции на извршната власт и фамилијата, јавно го повикуваме Марко Зврлевски да и појасни на јавноста од што се раководи обвинителството во ваква селективна правда, кога вчера, а и пред 10 дена, во експресно брза постапка беше покренато обвинение против тројца учесници, протестанти во шарената револуција и беше побаран притвор од страна на обвинителството, а во случајов со малтретираните и степани студенти во библиотеката до денес не е преземено ниту едно действие за критичниот настан, иако постојат сведоци, видеоснимки и други материјални докази. Во случај кога обвинителството не ги извршува своите работни задачи, должни сме уште еднаш, како подносители на оваа кривична пријава, да му укажеме на обвинителството и на Марко Зврлевски дека јавното обвинителство согласно законот ги гони сторителите на кривични дела и на други со закон утврдени казневи дела. Согласно член 5 од истиот закон, јавниот обвинител функцијата ја врши законито, непристрасно и објективно. Став 2. Јавниот обвинител во вршењето на функцијата обезбедува еднаквост на граѓаните пред законот, независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување и имотната и општествената положба. Го прашуваме јавно, од кој тоа закон се раководи Зврлевски и кој член го регулира тоа дека по кривични пријави се постапува или се чуваат во фиока, зависно од тоа како ќе диктират ДПМНЕ. Какво е тоа обвинителство кое не постапува година дена по пријави при постоење на материјални докази, снимки и сведоци? И непостапувањето е кривично дело ако се раководиме по истиот кривичен закон на Република Македонија. Од овој прес повеќе не ве повикуваме како досега да се осмелите, охрабрите, да се освестите и да постапувате согласно закон. Ве научивме и ве знаеме, вие тоа нема да го сторите. Овој пат ви порачуваме дека многу брзо ќе ги отвориме сите фиоки во јавното обвинителство на Република Македонија и оттаму ќе излезе сиот тој криминал што со години го прикривате. Тогаш ќе мора да одговарате пред јавноста, а посебно пред надлежните институции.